На денешен ден пред 20 години се прогласи Уставот за кој имаше голема поделеност. Еден од поддржувачите на донесувањето на Уставот на Македонија, Дане Марковски, денеска пред нашата камера евоцираше спомени за тие моменти. За пошироката јавност да знае, на 9.6. далечната 46 година на падините на Караорман се родив јас, Дане Марковски, од татко Славе, мајка Вида. Тога се родив да го живеам животот и да ги уживам благодетите на животот. На 17. ноември 1991 година повторно се родив да служам на Македонија. На тој ден јас со моите сопартици отидовме во Скопје, направивме еден голем масовен митинг да го прославиме донесувањето на Уставот на Република Македонија. Уставот представува закон на законите, највисок орган законодавен и по него се води и теркот на државата. Значи, уште тога сме имале визија каков устав да донесеме. Среќен сум и задоволен што и ден денеска се евоцираат спомени дека донесувањето на Уставот фактички ја заокружи нашата сувереност, нашата самостојност. Тога тако беше периодот, живеевме во федерација, Уставот му даде правна рамка на нашето осамостојување. Уставот, подкрепен со референдумот на 8 септември, ја заокружи нашата државност и Македонија потполно стана самостојна, суверена и независна Република Македонија. Ете, тога се боревме за независност. Секоја генерација има свој предизвик. Сега ќе се бориме да ја сочуваме таа независност, да го сочуваме името, да го сочуваме идентитетот, јазикот и на цела Европа и светов да знае дека Македонија постоела, ќе постои и векови ќе постои. Тој период беше таков период, ние бевме тога мало и потемпераментни. Не одевме со некоја цел да добиеме нешто, ние кај нас вирееше идеологијата и желбата и љубовта за Македонија. Во истиот ден и Уставот кој се носеше, посетивме и македонската телевизија, влеговме во телевизијата, да му дајме насока и да му кажеме на тогашните новинари да ја сакаат повеќе Македонија и да работаат повеќе за Македонија. Тога се уште владееше југоносталгијата, а ние бевме ориентирани македонски. Ние бевме македонисти. Во тој период, да ви кажам искрено, јас ги посетував по некои трибини на опозицијата, јата сега свежи ми се сеќавањата кога Бранко Црвенковски држеше трибина во Битола, а тога беше актуелното самостојување, формирање амбасади, самостојност на Македонија. И сега ми одзвонуваат неговите зборови дека Македонија не може, Македонија скапо ќе кошта, една амбасада коштала $500,000 тогашни. Тоа беа тие скептици. Ние сакавме да го пробудиме духот на секој македонец, да му кажеме дека Македонија мора и може да биде самостојна и суверена. И ете, сме биле во право 20 години самостојност и сувереност. Преве да го зафатиме сега токму тој митинг што беше и повод за вашето доаѓање во нашава емисија. Оној митинг, како што веќе реков на почетокот, што се одржа, вие бевте, ако не се лажам, меѓу организаторите, по повод усвојувањето, односно во врска со донесувањето на новиот устав на Република Македонија, кога дојдовте и овде во македонската телевизија. Што сакавте со тој митинг и како сега размислувате? Колку е тоа демократски? Јас би го дозволите, молам, ако сакате да одговорам на прашањето на водителката. Само кратко, опростете, колега. Дали беше тоа демократија, излегувајќи пред собранието на Република Македонија и сменувајќи го официјалното знаме на Република Македонија, кое се вееше пред самото собрание, а кое е државно знаме, се уште, не ова новото со сонце,
Дали е тоа на демократски начин, дали е тоа демократија, што се тогаш тоа знаме насилно одзеде, на очиглед од присатните органи за безбедност и многобројната публика, и дали е демократија насилното влагање во македонската телевизија заради освојување на медиумот, слично нешто како во Романија, кога се десија оние промени за време на Чаушеску, а кои денеска гледаме се на исто ниво. Мислам дека Дали вие тука гледате најетички нешто? би било прво да одговорам на прашањето на водителката, понатака ќе се навратам на вашето прашање. Да, благодарам. Видите како беше тоа. Точно е тоа дека јас бев еден од организаторите на митингот. Кај мене националното чувство се уште живее. Јас го повикав народот да дојдеме пред парламентот за да го прославиме донесувањето на нашиот македонски национален устав. Апсолутно никаква друга предиспозиција немавме. Меѓутоа, на моје големо изненадување, пред парламентот се насобра голем број на народ, на граѓани. Ги имаше по моја слободна оценка околу 70 до 80 илјади. Така да на извесен начин од другите организатори нешто се одмакна од контролата. Моја цел беше, повторувам, прославување на донесувањето на нашиот македонски национален устав. Не ми беше за цел да се симне државното знаме. Јас сум против насилство. Јас припаѓам на партијата на ВМРО ДПМНЕ. Сега во овој случај, ако ми замерат нашите, јас можам да зборувам од моје лично име. Ете да го сватиме како тогашна еуфорија, како начин на кој масата насобран народ така мислеле дека е најдобро да се направи. Па имено на тој јарбол се вееше токму она знаме кое сега го изгласа македонскиот парламент. Пардон, со лавот беше партиското знаме. Се извинувам, господине, има автентични слики. Дел од тие снимки отидоа во претходниот прилог, што беше емитуван пред дуелот. Знамето е со лавот. Ние го видовме пред 15 минути. Колку сум јас запознат, таму се вееше токму знамето сега што е Александровото знаме со 16 крака. Во меѓувреме можда ставиле и знаме со лав. Тврдам во догледно време парламентот ќе го изгласа и лавот како символ на македонската државност, али за тоа понатака ќе стане збор. Сега. Што беше целта на доаѓањето во телевизијата? Целта на доаѓањето во телевизијата беше, да ви кажам искрено, апсолутно незадоволство према македонската телевизија. Тој митинг го одбележаја новинари од Белград, Загреб, Приштина, Сараево, имаше и новинари од странство. Му дадоа публицитет, јас контактирав со ними. На очиглед на моето големо изненадување немаше представник од македонската телевизија. Сега што се случува? Оценив ситуација дека митингот може да добие и други тек. Народов не можеш да му го скратиш националното чувство. Оценив дека митингот може да добие и други тек и го повикав народот да појдеме во македонската телевизија, да види македонскиот народ што тамо се случуваше и што можеше да се случи. Ние отидовме во македонската телевизија да му кажеме на народот дека сме дојдени за прогласување на нашиот македонски устав, али бевме злоупотребени. Прво, од македонското радио, македонската радиотелевизија, наречени бевме банда хулигани. Зарем може да се наречи дел од македонскиот народ за банда на хулигани? Тоа апсолутно не држи место и дојдовме пред македонската телевизија. Она што го сега често пати повторувате вие како водителка или вашата колешка, колега и така натамо, насилен упад во македонската телевизија. Па народов мисли, па што се случуваше тамо? Сега нека биде македонскиот народ доволно запознат. Појдовме пред македонската телевизија, голем број народ. Со нас имаше луѓе партиски определени на сите можни партии. Многу честно и достоинствено појдовме
Господинот Тихомир Илиевски не прими и ние разговаравме. Меѓутоа, гледајте сега она асоциација, да ја наречиме степен на демократија од македонската телевизија што се нуди пред јавноста. Онаа демократија. Зборува господинот председател, се добиваат аплаузи, асоциација одма сликата, митингот и влегувањето во македонската телевизија. Јас се нам дека тоа не држи место. Дека токму тоа е она релативно злоупотребување на таа демократија.